Уште еднаш потенцираме дека во набавката на автобусите на метан не постои ништо незаконско. Постапката ја спроведе јавното претпријатие за просторни урбанистички планови, а не општината. И е во целост запазена. Тендерот е меѓународен, спроведен е технички диалог, документите се преведени на англиски јазик од стручно лице и објавени се во меѓународно гласило. А цената на автобусите на метан на пазарот се движи околу 250.000 евра. Што се однесува до дилемите на Општинскиот комитет на ВМРО-ДПМНЕ кој ги пласира во јавност дека наводно недоставување на банкарска гаранција била причината за повторување на тендерската постапка, јасно потенцираме дека тоа е уште една шпекулација. Постапката ја повторивме поради наша проценка дека се потребни тренинг и обука за техничкиот персонал за новите современи автобуси, што го дополнивме како обврска на добавувачот во повторената јавна набавка. Заради сето ова, тврдењата на гласоговорниците од опозицијската ВМРО-ДПМНЕ се груба манипулација со вистината и свесно пласирање на лажни вести во јавноста, со цел да го нарушат угледот на јавното претпријатие и на општина Прилеп, и јавноста да ја манипулираат со измислени приказни за наводен скандал при набавката на автобусите. Доколку во следните 2 дена именуваните јавно не се извинат за искажаните лаги и клевети, јавното претпријатие за просторни урбанистички планови против нив ќе поднесе кривична пријава до основното јавно обвинителство. Дозволете сега да ви ги презентирам дел од тендерската документација каде јасно се гледа дека станува збор за меѓународен тендер. Првиот документ е известување за склучен договор. Тука јасно се гледа дека станува збор за нашето претпријатие, јавното претпријатие за просторни урбанистички планови од Прилеп, и исто така за видот на набавката, како и на крајот го пишува и времето кога е аплицирано, односно атачиран документот во ТЕТ, тоа е меѓународно јавно гласило. Вториот документ е огласот, кога е распишана јавната набавка. Исто така се наоѓа во ТЕТ, меѓународното гласило, каде што стои нашето име на нашето претпријатие и видот на набавката и времето кога е објавено истото. Ова е софтверот ТЕТ, меѓународното гласило, што всушност представува веб страница за европски јавни набавки.